Немаме ништо, немаме персонални асистенти, нема никакви измени во образованието. Немаме време, нема да пропуштиме уште една учебна година. Значи ова ќе биде последен кап од ваков тип. Од 1 септември ние со децата ќе одиме пред ресорните министерства. Значи се најавија персонални асистенти, не се кажа моделот на кој ќе се работи. Треба обука за тие персонални асистенти, кога ќе се обучуваат, кога ќе почнат со децата да одат во училиште. Министерството за здравство исто така. Ретките болести се на граница со лекарствата, значи има недостаток на лекови. Знаеме дека се во животно загрозувачка состојба. Се решаваат проблемите парцијално. Значи немаат луѓето лекови. Најбитна стратегија, јас ќе кажам за родителите кои што веќе се стари. Значи нивните деца се остарени, родителите се веќе баби и дедовци. Значи што ќе биде, нема стратегија, што ќе биде со нашите деца после нашата смрт. Значи тоа е страшно нешто. Тоа е луѓето не можат веќе, немам зборови, значи тоа е само да се види во каква ситуација се постарите деца и постарите родители. Значи мора да се направи стратегија што ќе биде со нашите деца после нас и со нашите имоти после нас. Ние понудивме што да се направи во тој контекст, меѓутоа се уште ништо на таа тема. Конечно би требало тој закон да се донесе заедно во соработка со нас, за барем мирно да умреме. Немаме живот, живееме под стрес, се плашиме секој ден како ќе помине. Значи, и што е најважно, не го оптеретува буџетот тој закон. Приоритетни точки се, многу битен факт е, што 1 септември, пример, имаме ни училиште за слепи лица, кој има многу постигнато значителни услови. Нажал, тоа училиште нема спортска сала или да речем категорија на хендикепирани поливалентна сала. Веруете, заедно сите родители како организација 5 до 12 и издружение на граѓани кои што сите членуваме, сакаме да поканам целата меѓународна јавност пред да каже како ќе не приме во Европската унија, ајде да ги погледнеме условите, дали се спроведени во Македонија, како образованието, како спортската сала за лицата со оштен вид. Ја се прашувам дали ние треба да функционираме во едно општество каде што треба да бидеме заборавени или да бидеме третирани како слепо црево, или поточно министерствата или институциите да не шетат како пинг-понг топче.